Добро дојдовте во новата епизода на подкастот Балкански перспективи. Јас сум Максим и денеска во студиото имам две извонредни гости од областа на културата, бидејќи денешната епизода е токму за музиката и филмот. Конкретно или пошироко кажано, станува збор за музиката и филмот во постконфликтното македонско општество или балканско општество. И особено би сакале во оваа епизода со моите гости заедно секако да истражиме како филмот и музиката се под влијание на некои општествени политички текови или не се под влијание и како тие всушност се во интеракција со различните општествени текови. Така што до мене имам Ивана Дракшик, социолог, истражувач и диџеј. Денеска ќе зборуваме со тебе повеќе за музиката. До Ивана е Ханис Багашов, помлад режисер и сценарист кој денеска ќе зборува повеќе за филмот. Ханис има навистина една исцрпна биографија за неговата млада возраст, имено има учествувано неколку пати на Биенале Таленс, има сработено неколку кратки филмови, сега работи на понов краток филм, така што мислам дека и со двајцата ќе имаме доста интересна и плодна дискусија. Така што и до вас добре дојдовте. Фала, добре најдовме. Вака, јас сега ќе си дадам одма право да почнам, директно да влеземе во темата, за да имаме представа за што всушност станува збор. Но најпрвим пред да одиме во суштината, ме интересира како двајцата си го трасиравте патот во однос на тоа што се бавите. Дали беше чиста пасија и интерес или имаше тука еден општествен импулс дека некако се гледате во целиот наш хаос, да заземете некое место и да кажете нешто за тоа? Ивана? Па јас морам да кажам дека тоа го направив со помош од мајка ми. Добро. Затоа што кога завршив средна школа, спремив приемен испит за на ФДУ да бидам глумица. Интересно. И после тоа добив некоја стипендија за некоја летна програма и го пропуштив уписниот рок. И мајка ми даде совет дека за тоа што мисли дека јас сакам да го правам во животот, дека најверојатно би било добро да се запишам на социологија и стварно не грешеше. Јас како социолог се бавам со од јавни простори, архитектура до институционална иновација, независна култура, екосоциализам. Така да некако со директно подбутнување од страна на мајка ми си го трасирав патот и се најдов таму каде што всушност сакам да бидам. Значи си задоволна од местото каде што си сега. Супер. Ханис? Па не знам, сега ја завршив скоро факултет. Мислам дека сите деца било каква уметност кога почнува да се занимаваат, горе доле некако не знам, некој бегство од околина, од школа, пеење. Така, веројатно да, веројатно ќе мене така. Значи беше поише личен импулс. Да. Сега неколку години подоцна веќе имаш завршено и факултет. Како се гледаш, како се лоцираш во општествените случувања како режисер? Па филмот е некако многу изложена уметност. Било што ја направиш влегува некој контекст општествен. Така да сега кога работам сум повеќе свесен за делото што го работам, некако ми се отворени тие видици како може да влијае, од што може да биде повлијано исто така. Некако посвесно се работи. Секако. Уште едно прашање до двајцата, колку да почнеме прво со музиката, Ивана, колку на пример музиката сметаш дека независно од денешната тема воопшто за општествени прашања може или треба да даде одговор? Не знам дали може да даде одговор, но мислам дека е неделив елемент од било што кое што подразбира некаква општествена промена, да не зборам со посилни зборови револуција, но било какво некакво прогресивно, трансформациско, заедничко делување, мислам дека музиката е неделив дел од тоа. Секако тука има различни аспекти, дали зборуваме за авторство на музика или зборуваме за консумирање и уживање во музика, но дефинитивно е основен елемент на било какво некакво раздвижување или некакво значајно делување во било каков општествен контекст. Ти доаѓа вака на ум некој пример од можеби поскорешни години кај што музички акт, музичка песна или што и да е
успеало да подбутне некои прашања и да отвори прашање ако не да одговори? Па прво што ми паѓа на памет е пред 2 дена се случи Гласонбери фестивал и ете таму имавме едно 8 или 10 музичари, артисти кои што како ретко кои музичари денеска ја искористија сцената да повикаат за прекин на геноцидот врз палестинците и кои што повикаа секако и за изговорија и малку потешки зборови во врска со израелската окупацијска сила и држава. Но музиката која што ја создаваат, например, тие артисти, директно ги отвора и ги изложува овие прашања онаму каде што можеби е забрането или недозволено да се отвараат, така да пак ќе кажам ситуацијски е прашањето дали музиката пее за некакви важни прашања или се тој кој што преку некаква друга своја музика добива пристап до етерот и до вниманието колективно, го користи тоа за таква цел, така да неизбежно е, мислам. Али најсвеж пример ете. Да, одлично. А се осврнеме кон филмот. Филмот како наративна дејност има тука просто нели приказна, конкретно се развие за некој проблем, за некоја ситуација, но општо кој е твојот став во однос на филмот и неговата мок или немок да отвори прашања? Мислам, ја лично не сум некој оптимист дека нешто може филмот да смени. Добро, зошто? Па не знам, мислам дека филмот генерално има некој карактер аристократски повише. Добро. Уметност. За разлика од другите уметности? За разлика од Тој пат на ФДУ што ве учат. Не сум. Не, али музиката пример да, некако по-непосредна е? Може. Иначе мислам дека од денешно време документарците имаат некаков одек силен. Се повише се снимаат, се повише се финансираат исто во Европа. И има многу земји кои што се случуваат разни работи што се некако многу силни за документаристика, за наративни приказни исто така. Дали треба, да речеме, музичари или режисери да бидат поттикнати во тој случај, тоаш да речеме, да одлучат ќе се бавам со ова за да отворам одредени прашања? Ако човекот е така како човек, да. Значи едно индивидуално прашање. Тоа, да. Да, секако. Јас мислам дека се работи за некаква демократизација на процесот на создавање на дали е филмско или музичко дело. Апсолутно што збори Ханис менува, мислам она што е променливо кај двете е начинот на создавање на тоа едно дело. Едноставно за да се создаде филм е потребно многу повеќе инфраструктура, средства, луѓе и така натаму. Иако сме свесни за филмови онакви трансформацијски и влијателни кои што се снимани со телефони. Апсолутно. Али валјда е и секако тука е детерминирачко валјда и некој талент, креативност, па и вештина. Така да мислам дека со новите технологии е многу подемократизирано и достапно сето тоа и без да го имаш формалното образование и вештини, дека некако може да се стигне полесно до подемократизирано е, до тие. Да, и ја пред некој време ги открив тоа се многу филмови на Енди Уорхол. Мислам, појма нема дека постојат толку многу. У тоа време телефони билете тие со милиметарски камери. Ама пристапот пак е проблем, мислам. Не е толку дека правењето на одреден тип филмови, на експериментирање со филмски јазик, да речем, или нешто, него пристапот младите не толку, мислам, дека го преземаат како им се, не знам, се свесни дека постојат разни форми, разни филмски тематики, јазици. Ама и ласка тоа да го имаш потенцијалот да работиш со голем кру, со најаки камери, со буџети. Па појма, да, не, мислам, мене, да, али мислам дека, не знам, разни институции секторот на култура треба да имаат поразвиена програма, подостапна. Повеќе интерес треба да имаат и луѓето, генерално, мислам, не е само тоа.
Твојата позиција ми делува дека да нема пресиреност, кој е прашање да се отвори со филм, не треба да биде пресирено, треба да дојде од некаква индивидуална позиција. Да, ама треба некој пат да те запознае со тоа. Не, ако си точно. немал, ако не си бил изложен на нешто друго и ново, како ќе знаеш дека постои или дека. Добро, да скокнеме баш во срцето на денешната дискусија, тоа е всушност тоа прашањето за филмот и музиката и нивното место во ова постконфликтно општество во Македонија. Значи и Македонија како и нашите соседни држави, за жал или за среќа, зависно од која перспектива, се уште се бавиме со одредени прашања кои ги влечеме од тие некои конфликти кои ни се на сите нам познати. Сега прашањето секако се наметнува колку ние сме се уште афектирани, колку индивидуалниот творец е се уште афектиран од тоа што се случувало, или тоа што се навестува дека ќе се случува, или тие превирања кои ни останале поради конфликтите од минатото. Зборуваме за содржината на музиката, да речеме, што се создава. Да речеме да почнеме од содржината, да. Јас можам да зборувам, мислам секако следам и доста македонска продукција, онака што е нешто покомерцијална музика. Но она што можам да го зборувам е повеќе за независната музичка сцена и воопшто независната културна сцена и содржините што таму се создаваат. Па ќе кажам дефинитивно некакви креативни процеси и процеси на имплементација, консумирање, уживање во музика, да, можеби се некако филтрирани низ тие теми или трауми или посттрауми низ кои што живееме, но содржински мислам дека исклучително малку се бават директно се бават со тоа, освен оние кои што подлежат на некакви формални или неформални национални политики. Добро. Кога велам неформални национални политики, велам дека е веројатно поисплатливо и полесно да се isproducira и песна и музички спот, доколку таа се бави со некаква националистичка или бордерлайн наци содржина. И секако е многу потешко да се направи, да се добие поддршка, да се создаде некаква содржина која што зборува за сосема спротивното. Но на сметка на тоа, да бидам уште поспецифична, зборам за една независна музичка сцена создадена од бендови кои што создаваат музика во различни подрачја и секако зборувам за клубската денс сцената која што повеќе помалку се работи за некакво создавање на авторска музика, туку за диџејство, за журкање, но повторно музиката е тука централна. Мислам дека навистина служат како поводи или барем простор за повод за некаково погледнување, помирување, надминување на разлики и така натаму и де факто се случува и тоа не сега него од искона. Значи, ако добро те разбрав, мислам, пушти една нишка, тоа е дека содржината ќе биде за одредени теми доколку има некаква позадина и причина тоа да биде така. Инаку вака спонтано ти се чини дека не нужно сите зборуваат за конфликтите од минатото, така? Па да, мислам дека ако некој независен помал бенд со публика, со гарантирана публика од 300-400 луѓе наместо со 3000-4000 луѓе, помала е веројатноста и да прават поквалитетна музика и да поминуваат низ некакви поквалитетни креативни процеси и да е мешан составот на тој бенд. Претпоставувам дека, мислам тоа ми го кажува состојбата во нашата земја, претпоставувам дека е потешко да дојдат до некаква инфраструктура и средства да направат некаков голем проект од некој кој што пее за Македонија, за незината големина или па во најмала рака препева некакви анахрони националистички песни и понатаму го репродуцира тој наратив. Интересно. Како е ситуацијата во филмот? Дали филмаџиите се принудени или имаат автентична желба да пишуваат, да зборуваат, да снимаат на теми од постконфликтните случувања? Ја мислам дека треба да се земе предвид, нели, дали збориме за која држава збориме и за која возраст на луѓе. За се е битно да се земе предвид возраст на еден човек, за било каква тема. Македонија можеби не знам, после јас сум роден, сум имал 2 години кога била тој конфликт. За Македонија, да. Да, конкретно. Така да не
нема тука нека огромна травма во Лична драма. да, да. Мгм. Дури не знам колку и таа колективна травма е присутна во нашата земја за да некако тоа се чепка од разни автори. Сега баш спомна Ивана, некако повеќе присутна е во музиката, мислам, таа нека нација идеологија. У филм се случувало, мислам дека сите знаеме примери, или тоа некако останува на локално ниво. Филмот се прикажува по кина, по фестивали, ама такви филмови не одат. Тешко да пройдат фестивали во филтрите. Европа, мислам, Мгм. не Нема никој да ги прифати. се зема тоа како нешто релевантно. Да речеме во земји од соседството како Босна и Херцеговина, они имаат еден голем опус на филмско творештво кое е исполнето со случувањата за војната, по војната, дури и филмови за пред војната, па како дошло до војната и така натаму. Србија и Хрватска исто така тука се блиску до Босна во смисол дека и тие имаат продуцирано, создавано филмови на таа тема. И сега се наметна прашањето зошто кај нас, на пример, што не нужно е добро или лошо, но зошто кај нас имаме или немаме такви примери за филмски Мислам, остварувања. нема иста историја, мислам. Сега со Босна Сакаш да кажеш конфликтот бил поголем, бил посложен поради тоа или? во Босна имало геноцид. Така да. Значи, претпоставам дека се наметно, барем според мене, една размисла тоа е дека ако е конфликтот посериозен, има земано повеќе жртви, една поголема колективна травма, можеби подолго траел, можеби тогаш има и поголема потреба колективот да создава и да се навраќа на тоа. А кај нас можеби поради брзиот завршеток на конфликтот или начинот на кој бил завршен и така натаму, или веќе поминати се и доста години, едноставно можеби луѓето и се уморни да зборуваат за тоа. Па јас би нафрлила уште една можност, а тоа е тенденцијата на националните држави и општества да не сакаат да ги расчистуваат овие прашања, заради тоа што овие прашања понатаму секогаш служат како политички капитал, како се вика leverage, како лост за изедначување или натежнување на одредени аргументи или нешто. Ние можевме да го видиме доскоро албанско-македонското прашање, дуализмот, контестацијата. Доскоро многу често се користеше секој пат кога еден од политичките монолитски актери во оваа земја имаа проблеми со корупција, со нерешавање и неспроведување на политиките кои што ги ветиле и така натаму, па секогаш се користи, затоа можеби како национална културна политика ни одговара да не се бавиме со... Не мора да значи дека ние ќе го решиме прашањето ако испродуцираме 10 филма на тема албанци, македонци, но исто така и комотно да не ги отвараме прашањата, заради тоа што секогаш тоа што нели не е прочепкано, како викаме, рана уште подлабоко иде и скапува и така натаму. Тоа е една страна што сакам да ја нафрлам, а друга страна многу е осетливо исто така колку се капацитирани и колку вештини и знаење имаат луѓето кои што се бават со филм или музика да се бават со травматски теми. И тоа не е туку така. А имаме и добри примери кои што тргнале да се бават со тие работи, а на крај го направиле тоа или така што ги токенизирале темите, или така што ги направиле само за да пополнат квота и добијат буџет, или и понатаму продолжиле да ги перпетуираат стереотипите и несогласувањата. Именно не сите уметници се социолози. И тоа. И тоа. Не секој е кадарен точно на... Секоја уметност може, секој дел може да се стави контекст. Таков. Да. Без да претендира. Иначе што спомна за, не знам, во Босна, мислам луѓето таму во нив е внатре таа травма. Секој ја живеат. Да, така да тоа е и се гледа различно нешто, да. Да, една прошетка низ Сараево, тука е травмата е видлива. Косовската кинематографија исто богата со филмови кои што се занимаваат со тие теми од минатото. Точно да. Мислам тој бран се уште трае. На Косово. И тоа е еден пример од соседните земји. Ми се чини дека некогаш можеби и тишината е доволен доказ дека се зборува за одредени теми, односно не се зборува, недостатокот на зборување, исто така и некогаш
показател како всушност се чувствуваме, така што тоа што го рече Ивана, имено дека можеби да, одбиваме да зборуваме за тема што ги засегаат македонците и албанците, нивните конфликти, нивниот тензичен однос понекогаш, и на тој начин и кажуваме всушност како се осеќаме по тоа прашање, значи не мора секогаш да се направи филм или музика или што и да е. Некогаш и самата тишина кажува дека едноставно можеби се уште боли или сме уморни од таа тема или која да е нели причината, така Или што можеби дека не постоела и била вештачки создадена. можеби тоа да. Пред да почнеме сакав нешто да ти покажам, се ми текне што беше. Ајде. Кундера, Мгм. нешто читав па ми дојде тоа. Спомнува како на вториот конфликт што се случува меѓу Русија и Чеченија, Мгм. сите биле скандализирани од масакрот кој се случува во Чеченија, али никој не го спомнува делото од Хаџимурат на Толстој. Се он збори за книжевност конкретно. Кај што се обработува таа тема, тој прв конфликт меѓу Русија и Чеченија. И сите се скандализирани од масакрот, ама не се скандализирани од повторувањето на масакрот. Мгм. А тоа е уште поголем скандал. Значи Да. тоа повторување на нешто што е страшно и што е ужасно, се случува постојано во светот. Мислам, Палестина и Израел не е прв пат. Дали во тој случај имаме должност како уметници да создаваме дела за да не се повтори нешто? Значи филмот и музиката да постојат како потсетник, еве како било, никогаш повторно? Апсолутно да, меѓутоа можеби и не. Многу, мислам, тоа е и всушност верувам една од горечките дискусии во уметничкиот свет, дали, и во други професии кои што да речеме имаат доза на креативност во себе си, како во архитектура или во не знам што, дали авторите се должни да го следат тој внатрешниот некаков нивен креативен Мгм. творечки драйв, или actually чим се бават и создаваат дела кои што имаат досег до многу или премногу луѓе и всушност ги афектираат нивните животи и тогаш имаат некаква одговорност некаква одговорност и за ова што Мгм. велиш. Знаеш, имаш теоретичари на архитектурата денеска што велат дека веќе авторски израз во архитектурата не треба да постои, дека архитектите се должни да создаваат архитектура која што само ќе одговара на проблемите и нееднаквостите предизвикани со климатската катастрофа. Тоа е еден став, да. Така да мислам за нас дека тешко е тоа да го збориме сега. Мгм. Горечко е. Да, апсолутно. Знаеш, во кинематографија сакам да спомнам еден филм, документарен, се вика Silence of Reason на Кумија Новакова. Се бави со жртвите од во Босна, жени, што биле силувани во текот на војната. И тој филм е мислам дека супер пример за тоа соочување со минатото и трауми. И многу тишина. Да. Апропо, Да, со апропо тишина, тишината, кажано многу. Да, точно. Да, Quo Vadis Aida исто ми се наметнува како филм, што беше пред 4 години чинам номиниран на многу фестивали, мислам и на Оскар беше номиниран за меѓународен филм. Исто филм кој директно отвара прашања за Босна и Херцеговина и нивните конфликти. Покривме доста во однос на содржината и на тоа какви филмови и каква музика се прави кај нас и пошироко, но што се однесува до самите продукцијски капацитети, колку да речеме конкретно во Македонија, македонците и албанците или другите етнички заедници соработуваат и творат заедно? Во вашите домени соодветно. Во филм соработуваат, мислам дека и внатре и меѓу државите, мислам дека конкретно Македонија, Албанија, Косово, Србија, Бугарија, Македонија, Бугарија, нонстоп многу продукции. Додуше во последно време не знам колку со Бугарија. Ама тоа е работа како секоја друга, мислам. Секоја работа Дали условите ги поставува нужноста? Ми треба добар камерман, ако има достапни бугарски камермани кои ми одговараат поради сензибилитет или поради цена, ќе ги земам, не ми е битно друго, или е чисто и креативен избор некојаш. Сакам со нив да работам, па што сака нека биде. Кај мене е креативен. Сега, мислам, ја работам
од тие причини. Појма немам питали. Добро. Кај тебе има кој е впечатокот? Јас, мојот впечаток, ќе го споделам вака со неколку прецизни примери, да не се повторувам дека многу помалку можам да зборам за авторството како процес и какви и кои луѓе се вклучени во тој процес. Мислам дека најчесто кога зборуваме за нашата земја само, станува збор за оној кој што во тој момент се нашол на независната културна и музичка сцена, па се споиле у бендови или не, диџеи, не знам што. Но тие концерти и тие журки во 2-3 круцијални наврати се многу важни за македонското општество и сега ќе ги спомнам кои се тие моменти. Значи првиот е пост-југословенското време, 90-ти години, во кои што 4 од 6, па и 5 од 6 југословенски републики се во војна, некој од нив во крвава војна геноцид, додека 6-та република, Република Македонија, во раните 90-ти години си ги собира војниците од хрватски, словенски, босански фронтови, си ги собира со автобуси, буквално луѓе од нашата земја идат да си ги соберат децата. И во 90-ти години независната музичка сцена и некаков нов бран на музика и воопшто појавувањето на 103 и на првите техно журки во овој град му прават една многу голема услуга на општеството наше, бидејќи, пак ќе кажам, излегуваме од едно друштво кое што се уште се коле и си ги убива браќата и сограѓаните, а кај нас истата таа генерација луѓе, значи зборувам луѓе кои што се родени во првата половина на 70-тите години, кои што во 90-та, 93-та имаат по 18, 20, 21 година и тоа се потенцијални војници всушност. Но тие луѓе во Скопје и во Македонија по прв пат слушаат техно музика, по прв пат идат у задимени клубови кои што не се више оние игранки какви што биле, да речеме, до 80-тите. По прв пат консумираат екстази, се случува, нели, сето тоа влијание кое што таа супстанца го има. И мислам дека е една од ретките работи, параметри според кои македонското општество е во цајтгајст со светот. 95-та, 96-та година, Second Summer of Love, екстази, еуфорија, тоа е истото што се случува во Лондон и во уште неколку места, се случува и во Скопје, верувале или не. И затоа им го должиме на таа една екипа 103, PMG, не знам кој. Тоа е исто така време во кое што освен што компензираме тоа што им се случува на другите пост-југословенски држави, нас не ни се случува, меѓутоа и време во кое што исто така верувам и зборувајќи со моите пријатели и peers од сцената, се случува некакво мешање на луѓе од различни, кои што припаѓаат на различни заедници. Fast forward 2001 година или периодот малку пред и по 2001, но и за време на конфликтот во Македонија, јас сведочам на запознавање на моите први поблиски другари албанци, кои што во тоа време веќе беа редовни гости на PMG журките, значи доцни 90-ти години. PMG диџеите у тој момент и прво излагање од Скопје им е по неколку града во Западна Македонија, дружење со диџеи од албанска заедница, соработка. Дотолку повеќе за време на конфликтот тие наши другари кои што исто така како и македонците во 90-ти, така и овие наши другари од гости варитетово избегнуваа да бидат драфтувани и да станат војници, така да во исто време додека нашето општество беше во некаков воен конфликт, ние се журкавме на техно журки заедно. Сум слушала за сцени и ситуации во кои што доаѓаат на журка по 5-ти, 7-ми или 10-ти пат, тогаш постоеше едно диско, се викаше Елемент, денеска е срушено, па вратарите на врата не ги пуштаат заради тоа што насетуваат дека се албанци.
па они се повредени зошто диџеиве кои што излагаат надвор ургираат за да ги пуштат нивните другари да дојдат на журка. Така да, таа денсинг, клабинг, ноќна култура, само поради тоа што потекнува од местото на угнетените и понатаму представува, иако денеска е апроприрана и комодифицирана од страна на богатите луѓе, се уште во некои своји форми представува место на сретнување, барем ако ништо друго, и заедничко процесирање на сите некакви конструктивни емоции кои што подоцна можеби ќе не направат, ќе ни олеснат да не бидеме изложени на она на кое што некои други генерации биле изложени. И исто така морам да го спомнам тоа дека во овој момент јас лично како некаква културна работничка, менаџерка, доста пуштам музика во Албанија и во Косово, и мојата соработка, да речеме, како не сакајки македонка, мојата соработка со уметници, уметнички, изведувачи и автори кои што на овој или на оној начин ги сметаме како припадници на албанската или представници на албанската заедница, многу повеќе е во врска со Косово и Албанија, што сепак, пошто јас сум имала 18 години во 2001 година, сепак мене ми помогнало доста за критичко преиспитување на моите ставови околу она општество за кое што имам доволно капацитет, знаење да ги некако да ги извлечам, синтетизирам корисните работи и сеќавања од тоа. Сепак со оваа соработка сум успеала да некаква нова критичка леќа да ставам на тоа искуство и да го преиспитам. И за жал, можеби сега се обидувам да кажам убави и конструктивни работи, но за жал мислам дека ако зборуваме за македонско-албански дуализам, соработка, заедништво или некаков процес на преиспитување и соочување, многу повеќе се случува на ниво македонци од Албанија и албанци од Косово и Албанија, а него македонци од Македонија и албанци од Македонија. Но тука секако сакам да искажам свесност за тоа дека секое малцинство по дефолт во националните општества е потиснато, маргинализирано, има помалку пристап до некои работи од доминантното население, така да претпоставувам дека причините за тоа не се поради тоа што младите албанци и албанки помалку ги интересира музика у бендови или да станат диџеи, туку просто условите во кои што живеат и растат се ги ограничуваат на тоа. Имаш нешто да додадеш за филмот? Соработки помеѓу македонци и албанци и слично? Од држава... Да, кај нас. Ја мислам дека се случуваат на снимање горе-долу измешани се екипите. Затоа што нема многу филмски работници во Македонија. Са малку сме. И мала држава сме во секој случај. Извини? Мала држава сме, мислам, за секоја индустрија сме доста мали. Да. Иначе меѓу Албанија, Македонија и Косово копродукција има постојано. Тие фондови така функционираат и некако не знам, ретко има филм што не е копродукција со Имаш неколку филмови што би сакал да ги издвоиш општо од регионов кои обработуваат постконфликтни теми? Постконфликтни теми? Да, воени теми. Само што спомнав, мислам дека е супер. Silence of Reason. Silence of Reason, добро. Но од регионов, краткиот филм, мислам, хрватска што зеде Палма. На Небоша Слепчевич? Да. Супер пример. Да, беше доби и Оскар, така? Или номиниран беше само? Беше номиниран за Оскар, да. Беше номиниран за Оскар. Фантастичен пример, мислам, за... Што обработува филмот? Главниот лик е спасува муслиман од убиство. Кај војска југословенска тогаш се спрема да стрела. А на светско ниво? Кој е некој пример што би го издвоил од посовремена историја? Кој обработува вакви теми, да речеме Палестина, Израел, Русија, Украина или што и да е? Одличен пример, исто нов, мислам, исто од годинава No Other Land. Филм од тројца, мислам дека се режисери, еден израелец, палестинец,
соработка меѓу нив и точно за тоа е и филмот. И филмот доби Оскар. Супер. Добар Едно двајца. блиц прашање вака кон самиот крај. Дали според вас, накратко, уметноста може или треба да биде неутрална? Може да биде, да, ама не треба. Значи треба да заземе позиција, но не нужно политичка, или? Не. Секој дел, мислам, зазема позиција, секој дел е политичко. Како и да го свртиш. Мгм. А, Мислам, ако нема став и позиција, ќе бидеме изложени само на пейзажи некакви, Мгм. на environments, на амбиент. А исто така мислам дека исконски кај било кој што тргнува да се бави со некоја работа што нема да ти остане во тетрадче, зошто ти да не напишеш нешто за себе и да си го сочуваш, него си се одлучил да правиш нешто толку грандиозно како филм. Барем очекувам да имаш став и позиција и да сакаш да го искомуницираш тоа чим си тргнал да го правиш тоа нешто. Но би сакала на ова прашање и на ова претходно само кратко да искоментирам Сигурно. дека не е прашањето колку и дали има македонци и албанци во музичката индустрија, него дали нешто друго освен македонци мажи има просперитет во музичката индустрија, дали во диџејството, дали во на алтернативните сцени и секако можам да го бранам случајот дека во поново време со некаков ангажман повеќе се води сметка околу тоа, но во суштина проблемот е на некое друго место. Супер, ти благодарам. Завршни зборови, ако имате уште нешто да додадете? брзо. Може само за крај да ни кажете на кои проекти може би работите во моментов? Ако сакате нешто да најавите? Ја имам краток филм готов, сега ќе има проекции низ Македонија. Мгм. На која тема? Во фестивали. Темата е современа уметност до негде филмска индустрија. Много автопортрет. Добро, одлично. Ивана? Некој ироничен поглед на се тоа. Извини. Јас во моментов еден од најдрагите проекти на кои што работам во моментов, го нарекувам проект, тоа е многу повеќе дружење кое што резултира со сработување на некои работи, а тоа се вика Megadance. И тоа е моето дружење со другарка ми Филис Телјаку од Приштина, од Косово. Со неа се трудиме да организираме журки. До сега сме ги имаме организирано во Тирана, Приштина и Скопје. Се трудиме да бидат централни нашите диџеи, дури и кога викаме диџеи и диџејки од странство, сите да бидат еднакво платени, бидејќи сите работиме еднаква работа, сите имаме еднакво траечки сетови. И само охрабруваме ете така некоја музика која што малку повеќе излага од некаков 4x4 ритам и сетинг, малку е покреативна и ангажира и се трудиме да организираме журки во разни формати на разни места и пак ќе кажам е проект, али повеќе е некакво дружење што резултира со завршена работа. Одлично. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш за учеството и за вашите размисли и придонеси кон темата. Претпоставувам дека некаков заклучок би бил дека уметноста и како може да биде мост помеѓу луѓето во постконфликтни општества како нашето, а оставам на публиката секако да одлучи дали е потребно да се прават такви филмови, да се прави таква музика на тие прашања и дали природно се поставуваат тие прашања, таа потреба или не. Да, и се надевам дека ќе погледнеме во еднина твои филмови на таа тема. Се надевам дека и ти ќе учествуваш на повеќе проекти, дали истражувачки или уметнички на слични Или теми. на филм. Да. Фала ти тебе. Фала ви на двајцата.